Во црковниот храм Свети Јован Обсечен во село Горни Подлог денеска се одржа голем народен собор во чест на денешниот празник посветен на светецот Јован. Голем број жители од селото Горни Подлог, како и од околните населени места се собраа денеска и со манастирски ручек и општенародна веселба го чествуваа денешниот христијански празник. Денес се подготвува триено гравче, трламбоп, по-кочански, посно, строг пост денес. Не се подпржува за да не асоцира на крвта на Свети Јован. Не црвено, не денеска ништо, ни лубеница, ни патлиџа, ни ништо црвено не јадем. Во духот на христијанските обичаи, верниците палеа свеќи за здравје, искажувајќи молитви за здравје, среќа и берикет. Овој празник е голем празник за мене, бидејќи кога бев мал, прво или второ одделение, мајка ми ја донесе тука и беше многу убаво, тогаш ми има оставено впечаток многу убаво и за секогаш кога сум тука и кога можам, го посетам овај манастир и многу луѓе има и стварно убаво гледам сега и многу добро направено, средено, стварно значи за луѓето да за еден духовен мир. Така старите под деновето под Сиштали. Свети Јован Обсечен, тоа е месец, друг празник. Многу е убав, за тоа па идеме. Многу го расаме. Инаку денешниот празник се смета за тежок празник, бидејќи се празнува празникот посветен на отчувањето на главата на Свети Јован Крстител и поради значењето на празнувањето денеска е строг пост за христијаните. Последниот старозаветен пророк Свети Јован е наречен Крстител затоа што го крстил Исус Христос во реката Јордан. Тоа наречен и претеча, што значи претходник, зашто со своето учење навистина му претходил на Исус. Одел пред него, го повикувал народот на покаяние и го најавувал доаѓањето на Спасителот. Јас ве крштевам со вода, а тој што ќе дојде по мене ќе ве крсти со Дух Свети. Говорел Свети Јован додека го покрстувал народот. Многумина јудејци доаѓале кај него за да бидат крстени, а многумина го почитувале како вистински Спасител.